Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Овој пат денеска со вас би сакал да поразговарам на една тема која размислував изминативе 2 дена откако заврши големата награда на Австрија, а тоа е зашто е Ферари пред сериозен проблем, односно Ферари се наоѓа на еден крстопат каде што зависно од кој правец ќе го фати, тоа може да одлучи неговата судбина во наредните неколку сезони. Зашто го кажувам ова? Сеќавате лани после онаа контраверзна спогодба помеѓу ФИА и Ферари, наеднаш Ферари ја изгуби брзината на правците, ние никогаш не дознавме што точно се случи во таа спогодба, кои беа деталите, бидејќи спогодбата беше од затворен тип. Јас направив едно видео лани, ќе го постирам линкот од тоа видео доколку го немате погледнато во коментарите подолу. Зашто е тоа спогодба? Тоа значи дека двете страни си нашле меѓу себе празнини, дупки во начинот на кој функционира, значи дека ФИА не била доволно јасна кон правилникот и Ферари можеби нашол начин како се тоа да го заобиколи, меѓутоа бидејќи ФИА немаше доволно цврсти аргументи против Ферари, а не можеше да се одбрани себе си бидејќи можеби правилата беа премногу општи, затоа дојде до таа една спогодба, до тоа едно затварање на едно прашање поврзано со моторните единици на Ферари, но што е евидентно тука е тоа дека сите тимови кои користат моторна единица на Ферари, фабричкиот тим Ферари, Алфа Ромео и Хас се скоро една секунда на правците поспори споредбено со лани. Само за илустрација, Ферари на изминатата трка во Австрија на правците губеше по 8 десетинки, односно безмалку цела секунда губи од перформансот споредбено со лани болидот на Ферари, што е една цела вечност во светот на Формула 1. И сега доаѓаме до еден заплет на настаните кои вели дека сите производители на моторни единици кои се надпреваруваат во Формула 1, како Ферари, Рено, Мерцедес и Хонда, имаат на располагање 2 токени кои можат да ги употребат за надоградба на своите моторни единици. Еден токен до крајот на оваа сезона и еден токен следната 2021 сезона, бидејќи со замрзнување на развод на моторните единици, ФИА сака да помогне со решавање на онаваа финансиска криза која го зафати спортот поради светската пандемија. Што се случува сега? Откако Ферари ја направи таа спогодба со ФИА, ги загуби перформансите и секако направи еден лош аеродинамички пакет на овој болид кој сега го имаме во оваа сезона и за кого очекуваме надградба многу наскоро, можеби и делови од таа надградба да пристигнат и на следнава трка овој викенд, Ферари мора да поработи на решение кое Ферари сум сигурен дека може да го изработи, кое ќе биде 2 пати подобро од сите останати, бидејќи ако Ферари донесе надградба со овој токен, која нема да го задоволи Ферари, која нема да го врати Ферари барем во компетитивниот поредок, и доколку во 2021 година не направи уште еден силен исчекор со оваа моторна единица, не заборавајте дека од 2022 година со влегување на новите правила на сила, моторните единици ќе бидат замрзнати. Како ќе почнете 2022 година, така најверојатно до 2024 или 2025 година вашата моторна единица ќе биде замрзната и единствено со одобрение на сите конструктори ќе може да се направат промени, но само во областа на сигурноста или издржливоста. Така да, ако сега Ферари не донесе една многу добра надградба до крајот на оваа сезона на моторната единица, ако не ги реши аеродинамичките проблеми кои овој болид ги носи, а тоа е очигледно дека на сметка на потисна сила болидот има создава премногу драг, или така нареченото тоа аеродинамичко завлекување кое е на сметка на потисната сила. Механичарите, односно дизајнерите во Формула 1 секогаш се борат против помеѓу количеството на потисна сила и количеството на драг и се наоѓаат да го најдат совршениот баланс. Меѓутоа во оваа ситуација гледаме дека не само што моторната единица на Ферари навистина паѓа во перформансот, туку и таа шасија е аеродинамички неефикасна. Овој дел со шасијата верувам дека Ферари може многу полесно да го реши. Меѓутоа, ако навистина не го реши проблемот со моторната единица, а има само 2 дозволени наградби до конечното замрзнување на овие хибрид
турбомотори, тогаш, драги мои, навистина може да се Ферари најде во една ситуација која не ја посакувам на Ферари воопшто, не ја посакувам на Формула 1 како спорт воопшто, бидејќи Ферари, но и сите тимови кои користат моторни единици на Ферари можат да се најдат во незавидна позиција и да бидат навистина однапред со послаби перформанси. На оваа последна трка, според статистиките, според GPS параметрите, моторната единица на Ферари била со најслаби перформанси. До лани мислевме дека е тоа Рено, меѓутоа сега е евидентно дека барем на првава трка, барем на оваа патека Ферари беше со најслаби перформанси, односно моторната единица на Ферари, што се потврди не само со фабричкиот болид на Ферари управуван од Фетел и Леклерк, него се потврди и со лошата брзина на правците на Алфа Ромео и лошата брзина на правците на Хас. Така да, тука беше поентата која сакав да ја наметнам во ова видео. Ферари навистина се наоѓа пред сериозен проблем. Има само 2 шанси до крајот на 2021 да го реши ова. Ферари е Ферари гигант, ги има алатките на располагање, има најразлични машини за симулации во своите фабрики. Навистина може да најдат решение, меѓутоа навистина треба да се фокусираат, треба да се совземат, треба сериозно да работат и како што напоменав на почетокот од ова видео, секоја надградба која ќе ја донесат Ферари треба да биде двојно поголема во перформанс од сите останати, бидејќи не заборавајте дека и Рено, и Мерцедес, и Хонда, исто така како и Ферари, имаат право на 2 токена, што значи дека не само Ферари ќе донесат надградби на своите моторни единици, туку и Рено, и Хонда, и Мерцедес во свое време, кога ќе одлучат кога е тоа потребно и кога сметат дека е спремно, ќе донесат надградби на своите моторни единици. Значи, се што ќе треба да направи Ферари, ќе треба да биде двојно подобро од останатите, за да може да фати приклучок. Да, вистина, не знам како се доведува во оваа ситуација, се уште сум против онаа спогодба со FIA, која е затворена, која не е достапна за јавноста, бидејќи на вистина не е фер и фрла тежок сомнеш на управувањето на Ферари во спортот, меѓутоа и на управувањето на FIA. Тука на вистина се замачкани многу работи, заплеткани се многу играчи во една мрежа и тоа на вистина му штети на спортот. Најмалку што посакувам е лошо темпо на Ферари во трка, бидејќи Ферари е символ и столб на Формула 1 и со компетитивно Ферари ние имаме компетитивна Формула 1 сезона. Би сакал вашите размислувања да ги слушнам во коментар. Лайк, шер и сабскрајб доколку ви се допаѓа канал Формула 1 на македонски и секако доколку тоа веќе го немате направено и се гледаме овој викенд повторно во Австрија, меѓутоа овој пат трка број 2 од календарот сезона 2020. Ви благодарам што ме следите и поздрав!